Дали поранешните градоначалници на Струга, Зијадин Села и Рамис Мерко ќе седат во иста влада? Дел од медиумите објавија информации дека постои можност поранешниот струшки градоначалник од редовите на ДУИ Рамис Мерко да добие министерско место и да биде дел од новиот владин кабинет на Алијансата на албанците и СДСМ. По ваквите информации, дел од медиумите го отвараат прашањето каков ќе биде ставот на лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села за изборот на Мерко, откако тој во 2014 година го обвинуваше Мерко дека го оштетил буџетот на општина Струга за десетина илјади евра. Затоа што господинот си зема дозвола за еден објект и тоа дозвола го пречекорува со 882 метри квадратни. За да тука не заврши со почнување на законот за легализација, до има легализирано овој дел, како што законот налага, иако еден градоначалник не требаше да си дозволи да изгради нелегален објект, бидејќи во тоа време кога е земено барањето не се знаело дали ќе има закон за легализација или не. Во 2002 година струшката полиција поднесе кривична пријава против Мерко поради тоа што во 2010 година издало одобрение да се постави урбана опрема, односно монтажен шанк во Струга на брегот на Охридското езеро, но наместо монтажен шанк фирмата изградила објект од тврда градба со поголема површина, а општината не направила контрола. Следната година и покрај тоа што Министерството за култура донело одлука таа парцела да се стави под привремена заштита како културно наследство, Мерко му издал ново одобрение на сопственикот. И покрај обвинувањата за криминал на екс-градоначалниците од минатото, анализираат медиумите, постои можност Села и Мерко да седат во новата влада на Заев, што предизвика бројни реакции во јавноста.